Почитувани земјоделци, состојбата со водостопанството во Република Македонија е сериозно влошена. Потребно е преземање на итни мерки. Системите за наводнување, кои се основна потреба на земјоделството во Република Македонија и на нашите земјоделци, се во многу лоша состојба. Поради неспособноста на власта, најголем дел од мрежата на водостопански објекти се уништени, а останатите објекти и хидросистеми се напуштени и заборавени од државата. Ваквата состојба резултира со постојано намалување на наводнуваните површини. Во последните неколку години површината што се наводнува е под 15.000 хектари. За споредба, во 1987 година вкупната наводнувана површина изнесувала 82.600 хектари. Очекувано, во вакви услови, без наводнување нема да има ниту нормално земјоделско производство. Почитувани земјоделци, оваа власт не најде начин да обезбеди минимална одржливост на постојните хидросистеми. Но уште посериозен и понеодговорен е односот на власта кон граѓаните. Голем дел од хидросистемите низ цела Република Македонија се со нагласена основна дејност водоснабдување на населението и индустријата. Најавеното формирање на акционерско друштво за управување со водите за наводнување нема да ги реши проблемите, затоа што водите се природен ресурс од јавен интерес и им припаѓаат на сите граѓани на Република Македонија. Почитувани земјоделци, основно што треба да се направи за да се спаси водостопанството во Република Македонија од недомакинското работење на оваа власт е следно. Прво, измена и дополнување на Законот за води и законско решавање на надлежностите за водите во најмногу две ресорни министерства, а не во повеќе како што е сегашната состојба. Второ и најважно, целосно, повторувам, целосно реконструирање на постојните хидросистеми, а дури потоа инвестирање во нови, и тоа таму каде што има потреба и економска оправданост за развој на земјоделското производство. Благодарам.